Ајде, добро утро. Неверојатно, него мислам дека го пишеме веќе и 26 март. 26 март 2025, времето си лита, добри луѓе. Баш и то, за тоа сакам денес да ви се обратам. За тоа времето си лита. Како што знаете, ја Бошко Васев со мојата компанија BB Сервис Dienstleistung Bruxelles Бретен со години веќе што работиме? Со години, поточно 32 години. Јас почнав тогаш во финанс бранжа, работиме со осигурание, непокретнини и така натаму. Но последните негде 14 години и интегрираме многу од наш ex-EU простор, најмногу наравно од Македонија. Не пошто сам ја македонец, но пошто са и луѓето најчестни, најкоректни и наједноставни и функционираат, а па и можеби најработливи, добри луѓе. Дефинитивно. Тоа делата си кажува, а не јас да го кажувам. Јас можам од мојата група да кажам дека сам бескрајно задоволен од сите млади брачни парови кои прекрасно чекаат по патот на успехот, не само моите кумашинци кои еве за негде 5-6 години во Германија, наравно со мене во позадина, може да кажат дека имаат собствен стан кој ќе биде издаден, дека сега куќе купија на 3 спрата со 3 стана во еден кај самите ќе живеат со прекрасен волшебен двор, па можеме да кажеме дека некои рибњаци нема да се и равни, ќе следат снимки и слики, ќе видите. И така многу други прекрасни дечки, кои се тек во 3, 4, 5 години, како Убавка и Мите Ѓорѓиев од Јарголица, Радовишко и многу други добри луѓе. И тоа мене многу радува и исполнува. И тие многу млади брачни парови, да бидам искрен, и си чекорат по патот на успехот, односно по патот на стажот, нешто да постигнат кога ќе отидат во пензија. Сам многумина од вас имам и во екипата и близок пријател. Ми чекаме дека е пензијата, јако ќе ојде у пензија, лесно е. Не е лесно, добри луѓе. Това е најголемата трагедија во целиот систем во светот, не во Германија. Додека имаме го тоа најважното во животот, најважното тоа се рацете, работната снага. Работната снага, секој пат ќе се извлечеме и ќе се снајдеме пара да заработиме. Секој пат. И за тоа, такви неквалифицирани работи збореме, пошто се моćно и силно осеќаме, пошто сме можеби 46, 47, 50, 51, 52, 53, не е битно колку години. И има време за пензија. Ама многумина има дојдено кај мене со 40, 45, со 50, па чак и со 55 добри луѓе. Знаем у ex-EU се уште е 15 години минимум стаж да имаш, што е за мене крајно некоректно и крајно далеко од fair play. Значи, некој кој работил 14 години нема право ни на сен пензија, него некој што работил 15 и некој месец. Тоа овде во Германија не постои, овде ме пензија следува буквално од првиот ден, што имаме и примери. Ја имам тетину делчево која 2 или колку години работи во Германија, 70 години, денеска пензија добива. Добри луѓе. Што сакам со тоа да кажам? Од овие што се дојдени, може би баш у тие некритични години, него ни тамо немаа 15 години пензија, а и тука од работа на работа, нонстоп нивниот мообет, не сакам имено да го кажам, нивниот мообет е, ош 2 години ќе си ода. Дека веќе идеш, бате. Престанете со тие калпави мовети. Бошко Васев е кој ви подобро мисли него вашите собствени родители. Да ми простат, ако се уште живи или ако не се живи, ленка и земја на родителите. Он ви подобро мисли него родители што ви мислат. Затоа го и тоа зборам, ја немам од това ништо. Ако сакате прибирајте, набирајте стаж, ако не, ваш проблем. Ама јас не сакам, добри луѓе, кои ќе ојдете у пензија. Имам родители, ја го тоа минувам. Минувам го и некој пат кога си сам седам, пијам чајче и размислувам моите родители да немаат пензија. Што ќе прави? Само ни може да кажат и да бидат среќни, не е само фалење, ќе ви образложам.
што имаат можеби таков син кој преземал одговорност и се грижи за нив. Но чак и за мене ќе е било тоа финансиски на длъг период неподносливо. Неподносливо. Добри луѓе, ве молам и апелирам до вас, сите вас, кои ме обожавате и кои не ме обожавате, сванете работата додека можете, додека го имате това те. Најважното е работната снага, работната сила, додека можете да работите. Стекнете стаж, не трчете по која пара ми даде 20 евра. Нема од това ништо. Таа утре ќе ја потрошиш, па нема од неа. Кој ќе одиш у пензија, кој ќе ти подаде, добри луѓе? И затоа сакам пример да наведа. Зашто можат моите родители да бидат среќни, што ми имаат можеби мене? Они, татко ми беше и тука 8 месеца во старачки дом и во Струмица, што сакам да го избришам тоа 13 месеца во таа криминална установа, дом за стари лица, Свети Јован, и сега са во Скопје, Радишани, дом за стари лица, установа за стари лица, хотел Идила, мога само пофални зборове да кажам, поздрав до сите таму, кај што стварно може да се каже дека е дом за стари лица со љубов, добри луѓе. Но што сакам се тоа да кажам, во 3 дома беше татко ми. На сите 3 места имам искуство постигнано со стари луѓе, пошто и јас самиот не знам, али мене и децата ме сакаат, а и старите луѓе ме сакаат. Тоа е знак, дедо ми на мене викаше, поискрено и подобро чувство од дете нема никој, и поискрена љубов. Очигледно, знаат го тоа децата, а знаат го и старите, оти се они враќаат како деца. И така, јас, како стално што одам кај моите на посета, у Струмица имаше еден човек од Гевгелија, а Струмица Гевгелија, да не ви објаснувам колку е километра, не е 2000 километра како јас сам дојден од Бретен до Струмица, него он може да има 50. И тај човек ме приметил еднаш, 2 пати, 3 пати за скоро време, за кратко време и си правим овет. Чедо, вие од кај бехте? Викам од Делчевско, Малешевијата, пијанечкиот крај. Ма ти дека живееш? Па јас живеа у Германија и моите родители беа од 69-та, односно мајка ми се 22-та во Германија. Јас сум од 85-та, још некој месец 40 години во Германија. Па ти не ле беше пред месец и пол тука? И па бев. И сега па дојде. Па најнормално бе дедо. Тоа е мајка која ме родила, татко кој ме створил. Тоа са тие луѓе, или тоа не е битно, кои ме створиле, кои ме родиле, кои ме научили да одам, кои ме научили да зборам, кои ми буквално правец во животот дали, кои ми буквално се дали, ми се ежи кожата, се расплашам, добри луѓе. Ама многумина и од вас има такви. Многумина. Може ми да ве наброја. Кои родителите не ги погледнува еднаш у годината. И по човеко, како му ја тоа зборам, он почнува да плаче. Вика, јас сум тука 8 месеца, ме имаат донесено и дали рече еднаш имаат дојдено, има и ќерка и син. И ве молам, добри луѓе, не му објаснувајте на Бошко Васев што е љубов, и што е искреност, и што е поштовење, и што е честност. Океј? И уште едно ве молам, не очекувајте, ја имам деца, и сите имаме можеби деца, дека децата, кои ќе сте пензионери и ќе ја немате таа работна снага и рака, дека ќе ве гледаат. Ја во тоа не верувам. Сите се ние тоа надаме. Поради тоа, добри луѓе, ве молам, стекнете стаж. Кога ќе не можете, нема кој да ве погледне, нема кој водичка да ви подаде. Али ако сте моćни и ако имате некоја пензиичка или било што, или кириичка, или било што сте стекнале во животот, па ќе платите некој.
да ви подаде водичка и да ве гледа и да ви избрише. И така, со тај дедо, он плача и ја плачам, пошто ми толку тешко падна да беа во близина така наречените деца, што и он се дал во животот. На тоа место ви се колнам. И ќерката нема везе што е жена и синот би добили од мене шамар. Срамота. Морам да се смирам малку, добри луѓе. Од искуство ви се зборам. Никогаш нема да чуете од Бошко Васев нешто од теорија, како многумина од вас што филозофираат. Само делата кажуваат вистините у живото, а не приказните. Многу имам средби со наши луѓе. Многу сакаа кај нас да дојдат. Што мислите, зашто? Прошлиот викенд мога да ви наброја. Од Македонија не дојде никој. Се по Германија што са загазили. Од нечестни, некоректни посредници. Не да сме ние најдобрата република, а и најдобрата сме во Германија, Баден-Вртевер. Или најплатено, или било шо. Или Бошко најубав. Не, него екипата на Бошко е најчестна и најкоректна. Пошто не го гледа само својот профит. Доказот е 15 години е истата цена. 15 години, а се околу нас скапело 30, 40, 50% и платите околу нас, на сите вас, са за 60-70% подигнани. И поради тоа замолувам никој на Бошко Васев да не му објаснува како функционира системот и како функционира животот. Не, јас ве сите сакам од срце и на сите апелирам. Постигнете некој стаж. Не трчете по тија. Како може да бидете тако паролюбци, не ми е јасно. Било 13 евра мала сатница. А кој си ти бе, бате? Дека дојдеш на нова работа, ако мениш 5 работи у 6 години, секаде си млада невеста. Треба да се докажеш дека вредиш. Пример, стакларата умбретен. Имам дечки, не чуј имено да ги кажа, кои се исто со 12,5-13 евра, ама имаа са 17, 18, 19, си гледаат работата, сменовоđа са станали и така натаму. Браво, дечки! Само така се постига. А не само да трча по нешто. Пуштете корени, добри луѓе. И пратете го патот до успехот. Се другото не е од помош и не е од корист за вас, не за мене, Бошко Васев. Ја колку толку мога да кажа дека сам нешто постигнал. Ја државна пензија, право да ви кажа, имам околу 80 евра. Од 3,5 години сам учил у фирма НЕФ и дали имам 1 година работено. Секој се ќе пита, зашто така малку? Зашто ја не сам самостален 32 години в Германија. Но, ја секој пат сам се за тоа згрижил и си приватно пензиско уплаќам. Од почетокот може би не толку многу, последните години можам да кажам и доста многу, не сакам цифра да кажувам, но мислам јас па ќе одам у пензија, ќе бидам згрижен. Плюс имам нешто имовини, кири и така натаму. Но, мислете секој пат на утре и задутре, добри луѓе. Пошто додека може да работите, додека ги рацете и работна снага имате, секој пат ќе се извадите и ќе спечалите некоја пара. Ве молам од срце. Пуштете корени и имајте страпление, докажете се дека вие нешто вредите, а не малку пари били и тоа и оно. Уште еднаш, вие сите имате од 2019 до сега, до 1.1.2026 ќе биде 15 евра, да го земеме тоа, 15 евра, почеток од 19 9 евра. Тоа се 6 евра повеќе. 4,5 евра са 50%. Тоа се 70% повеќе. Дали нашата цифра е од 1000 на 1700 ошла? Не, пошто вие луѓето на прво место стоите. Вие, вашиот успех, вашата фамилија, добри луѓе. Честноста, хуманоста, солидарноста на прво место. И тоа према секој, не е битна кожата каква е. Срамота. Или вероисповеста каква е. Ако е роден у Кина, будист ќе е, нормално. Ако е роден у Турција, 99% муслиман ќе е. Ако е роден во село Бигла, Бошко ќе е и православен ќе е. Најнормални работи е, ама на прво место мора да е човек, добри луѓе. Мора да е човек. Направете барем по 10
10-15 години стаж, негде 35 евра од година е пензијата, да земеме просечно. 10 години 350, 20 години 700 евра. И да се вратите у Македонија тогаш, кој кога со 6-7 ја моментално, па ќе има колку толку да крпи и да го кара животот и да има на внуците да даде за сладолед. Размислете и на тоа, добри луѓе. Дедо ќе бидете, баба ќе бидете. Тоа беше мојот прилог за денес, што ми лежеше на срцето, пошто стварно, ја длабоко од душата на секој од вас добро му посакувам. Моментално имаме тука и доста сопруги, жени кои се дојдени со единување на брачен пар со своите брачни парови. Моментално мора малку да се стрпиме, пошто некои фирми сега беа тука гласања, нова влада, сега те крене се од 1. април и до вас да апелирам, ништо не се е изградило за еден ден, добри луѓе. И затоа, денес ако не биде, утре ќе биде. Ама, ако стои ББ сервис, ББ компани на чело со Бошко Васев и Игор Илиев зад вас, знајте дека се ќе биде добро. И тоа за вашо најдобро. Со овие зборове, голем поздрав, да сте ми живи и здрави и мислите на деновите кои ќе немате работна снага, односно сила. Тогаш треба исто некој водичка да ви подаде, парче леп, па може, извинете, така и газот да ви го избриша. Ако нема кој, а не планирајте на децата, ќе имате што да платите. Поздрав, вашиот Бошко.